Цивил е организација која е целосно отворена во борбата и одбраната на човековите права и слободи. Цивил е организација која што не отстапува од борбата против корупцијата, говорот на омраза и лажните вести. Како таква, Цивил секогаш и во континуитет ги наблюдува процесите кои што се однесуваат на транспарентноста и одговорноста во спроведување на политичките процеси, како од локалната власт, така и од централната власт. Од тие причини Цивил организираше семинар Транспарентност и одговорност во политичките процеси, со цел едукација и градење партнерства за понатамошни активности на граѓанските организации и градење меѓусекторски партнерства за постигнување на повисока транспарентност и одговорност во политичките процеси. Бранимир Јовановиќ, граѓански активист и експерт за финансии, зборуваше за транспарентноста и одговорноста на владата и каде таа всушност погреши. Една моја голема критика кон оваа власт, во која што ја еден дел бев дел, е тоа што беше премногу толерантни и попустлива кон овие негативни пракси. Мораше тука да има подсврста рака. Значи не викам дека треба да се биде диктатор, како што беше Груевски. Не викам дека треба да се биде баш таков тип, но сепак мора да се има систем на награди и казни. Затоа што ако немате систем на награди и казни, систем кој што ќе наградува добро однесување, а ќе казнува лошо однесување, луѓето нема да знаат да разликуваат добро од лошо. За одговорноста во борбата против корупцијата и зошто е значајна транспарентноста, зборуваше Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување на корупција и судир на интереси. Еве ти, Владо, да видиш, мислам влада на Република Северна Македонија, еве да видиш колкав дел од буџетот оди во привилегии. Зошто? Затоа што тоа е еден вид избор на корупција. Затоа што ние сме држава која што најголем процент од населението членува по политички партии. Отворивме фронтови на сите страни. Значи, затоа треба, по мене, да се организираат повеќе средби со граѓани и така. И ние во нашата програма тоа ќе го предвидиме. Ние повеќе ќе предвидиме во институционалниот дел со институциите, јакнење на свеста на службените лица, на вработените, да не се продаваат, едноставно јаки вистински човечки вредности се тргуваат за пари. Тоа е најстрашното, тоа е болеста, тоа е она што е, како да кажам, нешто што највише губи во општеството. Отчетно се бараше и од локалните власти. На таа тема разговаравме со градоначалникот на Велес, Аце Коцевски, со градоначалникот на Штип, Благој Бочварски и со градоначалничката на Општина Македонска Каменица, Сонја Стаменкова. Кога се даваат оценки за тоа кој што сработил, треба да се имаат во предвид објективните околности. Општина Велес во овој мандат трет поред ја наследи во многу лоша состојба, со долгови од околу 3 милиони евра и придржувајќи се на правилата за добро домаќинско, одговорно, отчетно, етичко управување со општината, се одлучив да вратам голем дел од долговите. Како што велат србите, нема и јаре и паре, или хрватите, не може во исто време да се враќаат толку големи долгови и да се прават големи капитални проекти. Штета е што нашата земја се уште ги нема добро искористено потенцијалите на локалната самоуправа во вкупниот развој на земјата. Многу малку од средствата се трошат на локално ниво, тоа е далеку помал процент од бруто домашниот производ од вкупната јавна потрошувачка на локално ниво и се уште има множности, многу надлежности кои сега ги спроведуваат министерствата по принципот на субсидијарност од Европската поvelба за локална самоуправа, тоа да го прават општините на многу поквалитетен начин во интерес на граѓаните, а државните институции да се концентрираат на висока државна политика. Работата на градоначалникот не смее да се сведе на промена на бехатон коцки по тротоарите. Кај нас познато е лепење на камења во коритото на река Отиња или мали градежни зафати кои што навистина се значајни за граѓаните, но тоа не може и не смее да биде приоритет број 1 во работата или работењето на еден градоначалник. Токму затоа тоа беше борбата во изборната кампања 2017 година да започнат крупни капитални проекти. Ние како локални власти мораме да ги буткаме проектите, ние мораме да
да наоѓеме начини и решенија, централната власт е овде доколку некаде имаме застој да помогне. Но сум склон на тоа дека ние сами како локални власти треба да си ги решаваме проблемите и соработката секако да биде на едно принципиално здраво ниво, заради тоа што тоа е потребно за граѓаните пред се. Бидејќи проблемите на граѓаните се на локално ниво, барањата на граѓаните се на локално ниво. Секогаш ја наоѓам позитивната страна на она што се пишува и извлекувам поентата и ја пласирам во јавноста. Да, се соочуваме со лажни вести, меѓутоа како градоначалник прифаќам и критики, прифаќам и лажни вести, а на јавноста со моето работење, со транспарентноста е да процени дали тие вести се вистинити, дали се невистинити. Значи, избегнувам да се конфронтирам, затоа што честопати со конфронтирањето на луѓето кои што ги пласираат, вестите им се дава материјал да продолжат понатаму. Транспарентното и одговорно однесување не подразбира само отчетност за сработеното, туку и соочување со последиците од неостварените ветувања, критики и разочарувањето на граѓанките и граѓаните. Тоа подразбира тие да бидат први што ќе се борат против корупцијата, говорот на омраза, лажните вести и дезинформации. Тоа подразбира не само промоција, туку имплементација на процесите што се првенствено во интерес на граѓанките и граѓаните. Со самото доаѓање на власт, владата на граѓаните им вети транспарентно и одговорно работење. Транспарентноста е важна работа. Џабе е се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат. Ако граѓаните и вие медиумите не контролират, може секој да забега и на крајот да ни се повторат работи од минатото. Еден од начините за решавање на проблемите со кои што се соочуваме беше и нацрт стратегијата во борбата против лажните вести и дезинформации преку активна транспарентност. Слободата на говорот е загарантирано човеково право, но злоупотребата на тоа право во форма на дезинформирање, наведување или манипулативно пропагирање многу лесно се рефлектира врз целокупната безбедност и стабилност и не е ни одблиску слобода на говор. Во една демократска земја, активната транспарентност е најсилниот непријател на лажните вести и дезинформациите. Крајната цел на транспарентноста е да го зајакне гласот на граѓаните, да им помогне во влијанието при донесување на одлуките од нивните избраници и во водењето на политичките процеси. Цивил ќе продолжи со мониторинг на политичките процеси во контекст на нивната транспарентност и одговорност во носење на одлуките што се пред се во интерес на граѓанките и граѓаните. Заложбите и барањата за отчетност остануваат на високо и алармантно ниво, кога станува збор за граѓанското учество во носењето на одлуките, што ќе влијаат целосно на нивниот општествен, политички, економски и социјален живот.